Со кого се сретнавте изминативе денови во Баварија, во Унгарија и кои се поентите од тие средби? Имавме исклучително значајни и успешни посети на нашите сестрински партии ЦСУ во Баварија, во Германија и Фидес во Унгарија. Се сретнавме со премиерот на Баварија, Хорст Зехофер, кој што е исто така и председател на ЦСУ. Понатака се сретнавме со поранешниот председател на ЦСУ и премиер на Баварија и легенда на европската политика Едмунд Штройбер. Во Баварија имавме исклучително значајна средба и со Баварската стопанска комора. Додека во Унгарија вчера имавме средба со премиерот Виктор Орбан и председател на Фидес и исто така со целиот владин тим, една исклучително добра и позитивна средба исто така во Будимпешта. Така, кои беа поентите, што мислат тие околу состојбата во Македонија во предизборија? Разговаравме за неколку работи, разговаравме за соработката помеѓу нашите политички партии, ние сме во исто политичко семејство во рамки на Европската народна партија. При тоа ги информиравме за престојните парламентарни избори, за нашата програма, за кандидатите за истите избори. Доста високо ја оценуваат програмата, се надеваат дека и даваат подршка ВМРО-ДПМН да победи на престојните парламентарни избори и Никола Груевски повторно да биде избран за премиер на Република Македонија. Една силна, цврста и недвосмислена подршка која што ќе ја докажат и со нивно присуство во Република Македонија. Понатака разговаравме во смисла на интеграциите на Македонија во НАТО и во Европската Унија и предизвикот кој што го имавме со мигрантската криза, затоа што покрај Македонија, Унгарија и во делот на Германија, Баварија беа најзасегнати. И исклучително високо ја ценат улогата на Македонија. Сметаат дека без постапките кои што ги направи Македонија на јужната граница, ќе беше невозможно да се запре мигрантскиот бран и сметаат дека Македонија е најзаслужна за запирањето на мигрантскиот бран и дека доколку Македонија не го направеше тоа што го направи минатата година со практично контролирањето на протокот на мигранти на јужната граница и недозволувањето да продолжуваат кон север сите оние кои што немаат статус на бегалци од војна, дека во тој случај договорот помеѓу Европската Унија и Турција потоа би бил невозможен, така што повторувам, исклучително високо ја ценат улогата на Македонија во делот на мигрантската криза и сметаат дека тоа е потврда повеќе дека Македонија час поскоро треба да стане член на НАТО и земја членка на Европската Унија со почеток на преговорите. Во таа насока ЦСУ е клучен партнер на ЦДУ и тие се владеачка коалиција во Германија. Германија е назначена во Европската Унија. Хорст Зехофер е најблизок соработник на Ангела Меркел и вети дека ќе се заложи, дека директно ќе разговара со канцеларката за нашите европски и евроатлантски интеграции, додека Виктор Орбан и Унгарија се клучни играчи во Европската Унија и во НАТО во централна Европа и нивната подршка е исклучително значајна за тоа што практично се поблиску до нашиот регион. Разговаравме и за економската соработка која што исклучително високо ја цениме и ни ја значајна и секако разговаравме за идните перспективи на наша заедничка соработка. Така, се сретнавте со делот бизнис коморите, бизнис друженијата на овие земји, имали потенцијални инвеститори? Знаете дека Баварија е најбогата сојузна држава во Германија. Брендови како BMW, како Audi, како Siemens, како Allianz и така натака потекнуваат токму од Баварија и представува исто така најбогата во Европа. Имаме исклучително позитивен тренд во трговијата, во трговската размена. Вкупната трговска размена помеѓу Македонија и Баварија во моментов е 1 милијарда и 500 милиони евра, од кои што она што е многу значајно е дека 1 милијарда и 400 милиони евра се извоз од Македонија кон Баварија. Македонија представува 23 најзначаен трговски партнер на Баварија во смисла на извоз. Сме пред многу европски држави и пред многу големи светски економии во овој дел и се надевам дека ова ќе продолжи и во иднина. Како што кажав, имаме трговски суфицит во македонска корист, што е многу значајно за Македонија, кој што е дури 14 пати поголем од увозот. Има компании од Баварија и од Германија кои што веќе инвестирале во Македонија и има такви кои што се заинтересирани. Како што споменавте, се сретнавме со Баварската стопанска комора, во која што членуваат најмоćните компании од Баварија.
беа заинтересирани за инвестицијските можности, високо го ценат она што го правиме, ги препознаваат извештаите на релевантни институции како Светска банка, Doing Business извештајот понатака на IBM за новоотворени работни места, извештајот на Светскиот економски форум за ефективната даночна стапка и така натака. Дел, како што кажав, инвестирале, дел се заинтересирани за инвестирање и планираме после изборите интензивно да работиме во овој дел. Македонија има и свој економски промотор во Минхен, кој што е задолжен исклучително за Баварија да се практично и представува можностите за инвестирање во Баварија. Со Унгарија имаме некаде околу 200 милиони трговска размена, односно 200 милиони извоз од Македонија кон Унгарија. Тоа е значајно, но сметаме дека може да се зголеми и разговаравме за можностите како би можело да се зголеми. Ние се надеваме во еден период од 4 до 5 години да 4 или 5 пати го зголемиме овој извоз. Исто така разговаравме и за можните инвестиции, разговаравме за проекти во енергетиката исто така и се договоривме по завршувањето на изборите да сериозно работиме и со Унгарија на овие инвестициски и економски можности.